СОС линијата за 20 години постоење регистрирала 19.700 јавувачи, а жртвите во најголем дел биле деца од 6 до 14 години. Добро утро, добро ве најдов. Повод за твоето гостување е вчерашната пресконференција која што ја одржа Меѓаши, а намената за тоа колку се јавувале на СОС телефонот за заштита на правата на децата. Како помина пресконференцијата и кои беа информациите кои што ги дадовте? Така, пресконференцијата помина во најдобар ред. Информациите што беа статистички обработени и презентирани се однесува на периодот од јануари до јуни 2013 година. Ова беше полугодишен извештај. Од информациите кои што ние ги добивме, имавме дојавено 105 случаи, а за тие случаи 483 пати дополнително сме контактирале со цел да ги информираме, да добиеме поконкретни информации. 195 деца се жртви или потенцијални жртви на најразлични форми на прекршување на правото на детето. Од овие информации, најголем број деца потенцијални жртви се 40 деца жртви на евентуална политичка злоупотреба. Тоа беше анонимна дојава која што се обратија кај нас во првата детска амбасада Меѓаши да не информираат дека малолетни деца, група од околу 40 деца, носеле одредени знамења, реквизити, маички капчиња. Затоа упативме апел првенствено до родителите дека местото на децата не е на политичките митинзи и до сите политички партии да подигнат јавната свест дека децата не треба да присуствуваат на било каква форма на некаква политичка презентација. Така. Другите информации кои што ги добивме, најголем број од децата се жртви на неповолна финансиска состојба, поточно сиромаштија. Родителите кои што се обратија кај нас се соочуваа со екзистенцијални проблеми, неможност за купување на основни медицински потреби, лекови за своите деца. Исто така, истите овие родители има проблем со живеелиштето, нема точна адреса каде што живеат или на местата каде што живеат се субстандардни условите. На таков начин се прекршуваат основните права на децата, правото и на образование. Овие деца можеме да ги ставиме во категорија на деца од социјален ризик, бидејќи се склони кон просјачење, склони се кон препродавање на одредени работи и на таков начин може да биде злоупотребен нивниот труд, а понатака да биде злоупотребена и нивната личност и да се наруши оптималниот психолошки раст и развој. 32 деца беа жртви на семејно насилство. Најголем број од децата се жртви на физичко и психичко насилство во семејството, а другиот дел се негрижа врз дете. Констатиравме дојави за психолошко насилство. Во Република Македонија зборуваме за насилство, меѓутоа никако психолошкото насилство и родителите и јавноста го тргаме на страна како не толку важно. Би сакала да нагласам дека психолошкото насилство е многу важно и може да остави голема и длабока трага на детската личност, која што понатака може да се рефлектира во нивниот понатамошен живот и да се наруши нивниот раст и развој. Потоа, прекршување на правата на децата во текот на бракоразводни постапки. Најчесто се прекршуваат правата на децата, правото на видување со еден од родителите. Имаше проблеми со старателство и проблеми со исплаќање на алиментација. 13 деца биле жртви на меѓуврсничко насилство. Основата за ваков вид на насилство е на национална основа или дискриминација. Опфатени се сите етнички заедници во Република Македонија, не може да се констатира дека само кон една се врши насилство. Ова ни е знак дека општествената клима, начинот на воспитување, начинот на презентирање на информации до младите ги доведува до една состојба на една агресивна и девијантно однесување, кое што ќе биде проблематично во понатамошниот нивни развој. Имавме и на дојава за малолетничка проституција. И имавме дојава за интернет злоупотреба. Интернет злоупотребата кај нас станува се поактуелна, меѓу кои што децата меѓусебно за да си вратат, за да се навредат, си постираат најразлични вулгарни фотографии на своите Facebook профили. Исто така имавме проблеми со насилство во училиште. 2 деца беа жртви на физичко насилство во градинка. Значи, од страна на воспитувач. Од страна на воспитувач станува збор за 5-годишни
деца. Родителите не сака ние да реагираме, туку сака само да ни информираат и да добијат информации како треба да постапуваат понатака. Како треба да постапувате, да Така. ми кажете, еве конкретно за случајот, Да. значи се јавуваат кај вас и кажуваат дека нивното дете е Точно. тепано, физички нападнато или било како е малтретирано. Што правите ви во тој момент или каде ги упатувате? Ги упатуваме првенствено дека треба да се обратат до градинката каде што се случило насилството, до Министерството за труд и социјална работа, затоа што е надлежно за градинките, до општината, до полицијата и потребно е да отидат на Дали лекар вие се јавувате лично таму, значи да интервенирате или па не знам, дали може би имате некаков регистар, да речеме училиште или градинка кај што се појавило нешто такво, па да им кажете има историја дека се случува тоа во Ние училиште? ние водиме статистика, меѓутоа јавувачите кога ќе се јават кај нас им даваме потполна слобода, дали сакаат ние да реагираме, ние реагираме во форма на писмени представки затоа што имаме бесплатна правна служба и ги информираме надлежните органи затоа што немаме надлежност да можеме да влијаеме на одлуките. Меѓутоа вршиме благ притисок и мониторинг на работата на сите државни институции и сите овие забелешки кои што ги имаме доколку несоодветно се однесувало ги презентираме во алтернативен извештај кој што го доставуваме до Комитетот за правата на децата во Женева. Во ваквите случаи кога родителите не сакаат првата детска амбасада Меѓаши да реагира, ние ги опативме до овие институции во случаи кога тоа е потребно и ние се јавуваме директно до полиција, ако станува зборови и за проследјачење се јавуваме на телефонот на Министерство за труд и социјала 15 500. Сите граѓани можат да се јават доколку видат дете кое што е злоупотребено. 15 500, значи Да. дете кое што просјачи, значи Да, може да се јават на 15 15 500, тоа е на Министерство за труд и социјала, каде што вработените во центрите за социјална работа треба веднаш да отидат на терен и тоа дете да биде тргнато од улица. Исто може да се јават и на СОС телефонот за деца и млади 0801 22 22 и ние имаме координација со центрите за социјална работа и другите институции. Многу е важно да се биде наставник и да се биде воспитувач е многу одговорна работа. Ние децата ги доверуваме по 8 до 9 часа таму и веруваме дека ќе бидат безбедни. Многу е важно кога се бира кадарот да биде соодветен, да биде едуциран и пред се да си ја сака работата. Во вакви случаи, без оглед за кого станува збор, секогаш треба да се санкционира насилникот. Во однос во училиштата имавме дојави за проблеми со екстерното оценување незадоволни граѓани и проблеми со запишување на деца во редовен образовен процес, 3 деца ради нивната финансиска состојба, меѓутоа Не сакале да ги запишат? не сакале да ги запишат затоа што во одредени училишта има целодневна настава која што се плаќа одредена сума, мислам дека од 1800 денари, меѓутоа за социјално загрузено семејство кој што зема 1500 денари социјална помош тоа е премногу. Класична настава нема во сите училишта, меѓутоа тие деца се запишани на училишта, ќе почнат од септември благодарение значи на нашите напори, на напорите на училиштето и на соодветната општина која што излегува во пресред. Сите училишта, правото на детето по Конвенција за права на детето, секој дете треба да биде на училиште, без оглед на неговата материјална состојба, а сите институции треба да му излезат во пресред што полесно да се вклучи детето во редовен образовен процес наместо да се санкционира или да му се отежнува патот на вклучување во редовен образовен процес. И оваа половина имавме една дојава на дете избегано од дома како жртва на семено насилство. Децата се јавуваат или некој Дојде. пријавува? Детето Да, дојде. самото дете дојде кое што 4 дена спиело по другари и така натаму. Дојде кај нас во првата детска амбасада Меѓаши, ние веднаш го контактиравме Центарот за социјална работа. Соодветниот целата постапка на прилагодување и на згрижување на детето траеше повеќе од една недела, меѓутоа во координација со Центарот за социјална работа, Народниот правобранител и ние тоа дете беше згрижено. Затоа сакам да го кажам ова како позитивен пример колку е важно граѓанските организации, центрите за социјална работа пред се да работат координирано, да ги споделуваат информациите и сите заеднички да работат во насока на заштита на правата на децата, затоа што тоа е единствен начин на кој што можеме да ги заштитиме. Така е, сега ќе превршиме со разговорот на само генерално гледано, значи во однос на сите овие повици. Како е во однос на минатата година или минатата половина од годината? Значи, дали правата на децата се почитуваат повеќе или пак е забележано многу поголемо прекршување? Генерално податоците се слични, во истите ставки, да речам, каде што имало Зошто прекршување. нема тенденција на намалување? Нема Каде е причината? Причината е во
Пред се во јавната свест, причината е во некогаш институционална неефикасност и причината за нејавување на децата. Оваа половина од годината помалку деца ни се јавила за разлика од претходната Само половина. да дефинираме, кога, значи од колку до колку всушност станува збор за дете? Од значи дете според Конвенција за права Така. на децата е до 18 години. До 18 години, Да. значи сите можат да се јават, бидејќи некаде 16-17 Да. години, тие веќе се свесни, можат да се јават и Можат. сами, а и претходно мали се Па децата. дојавите нели? на Меѓутоа, децата кои што се јавуваат сами, всушност се на возраст од 15 до 18 години. Помаличките ретко се јавуваат или се јавуваат за некакви информации кои што ги ставаме. Децата обично се јавуваат кога ќе видат дека нема излез некаде, не знаат каде да идат и во таков случај само се јавуваат како што беше последниот случај. Тие се плашат и не знаат што може да ги очекува по тие врати на институциите. Значи институциите покрај граѓанските организации мора да се отворат и да бидат подостапни. Повеќе да се знае за нивната работа со цел да може децата слободно да се обратат кога имаат некаков проблем. Ние имаме проблем, немаме центри за згрижување на деца од семејно насилство, за центри за згрижување од сексуална злоупотреба, центри за згрижување на деца зависници. Децата зависници малтene се оставени и препуштени на судбината. Има некои проблеми кои што се јавуваат, меѓутоа сметам дека со напори, со координација и со подигнување на јавната свест, само критичност и критичност тоа е начинот на кој што може да делува. Така, ти благодарам многу, Јана, за нови информации, секако ќе ве контактираме. Вие не заборавајте да го гушнете денеска вашето дете. Тоа е дел и од вашите слогани. Сега ќе продолжиме.